Туристичко-угостителскиот сектор од утре напладне почнува со протести пред Министерството за финансии. Протестите ќе траат се додека надлежните не ги исполнат нивните барања, а вклучени се околу 6.000 правни субјекти од туристичко-угостителскиот сектор. Подршка имаат и од игротеките и од Асоциацијата на туристички водичи. Повеќе од една година чекавме надлежните институции да научат и да отпочнат добро да менаџираат корона кризата и да ги разберат нашите барања за поддршка на нашето преживување. Наместо тоа, навлегуваме во втора година во која здравствената криза е полоша од претходната, а со тоа и состојбата во која се наоѓа туристичко-угостителскиот сектор. Се поголем број на предпријатија се затвараат, а вработените остануваат без изворна екзистенција во време на криза и пандемија. Немаме време за чекање. Вице-премиерот Љупчо Николовски најави дека владата ќе го презентира 6-тиот пакет мерки за помош на стопанството. За сега само се знае дека се работи на антикризниот пакет, со кој ќе бидат опфатени секторите што не работат за време на овој 14-дневен период, кога на сила се рестриктивните мерки. Единствено прифатливо за угостителите е владата да им ги прифати и исполни барањата. 6-ти пакет мерки се најавува, 5-тиот пакет мерки се најави пред нова година, гледаме кога се носи. Значи, поентата не е само да се најави нешто, поентата е да се изреализира и на време да стигне таму каде што е потребно. Во оваа ситуација сме баш заради тоа, затоа што не е навремено и не е соодветно скроен пакетот на, односно повеќе пакети на мерки кои до сега беа имплементирани и се имплементираат. Туристичко-угостителскиот сектор бара еднократна финансиска помош за сите регистрирани угостителски објекти и репрограмирање на кредитите од банките, се додека не почнат да работат без рестрикции. Од туристичките агенции пак бараат еднократна неповратна финансиска помош, продолжување на рокот за важење на нереализираните ваучери за патување до декември 2022 година и ваучерите од проектот Дома си е дома да се реализираат исклучиво преку туристичките агенции.